Постојат многу силни жени кои не ги знаеме и не ги познаваме, а се прекрасно мајчински настроени. Дури и по цена залчето леп да го дадат на своето дете, тие сакаат да останат невидливи. Може би невидлива за јавноста ќе останеше и Сузана Тачева од село Раовица Радовиш, доколку не го посекуваше најдоброто на својата 12-годишна ќерка Марија. Од 6 години таа самоохрано ја расте со минимален месечен приход. Имало месеци кога живееле буквално и без средства. Гладни, во една соба, без бања, без купатило, што немаат храна за сите денови од месецот, што ниту еднаш во годината не можат да си дозволат нова облека, што Марија мора да ги носи тесните патеки од лани и да крие од мајка си дека се е во ред, само за да не ја растажи повеќе. А болката ќе ја трпи и дома и на училиште. За несреќа, Сузана е жена со здравствени проблеми, ќе рече таа, па не е способна ниту да работи, иако е благодарна на хуманите луѓе. Сепак не ја крие болката што дури ни после 33 години не успеала да купи ново тенџере, па истото го користи за секаква намена. Затоа сакаше да излезе од невидливоста и да го раскаже проблемот на јавноста. Добар ви ден, драги мои, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес ќе ве одведеме кај две семејства кои што многу тешко живеат, а доколку и вие живеете тешко, тоа можете да го сторите и да се пријавите преку телефонскиот број 075-304-405 или пак преку социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Бидејќи животот најдобро се живее кога се гледа нанапред, но најдобро се разбира кога се гледа наназад. Како живееле и како живеат во моментов двете семејства, ќе дознаеме за кратко. Денес со екипата на Срце на дланка бевме во кочанското село Мородвис, каде што ги снимавме Ацо и неговата жена, Јованови, кои што живеат тешко. Трошна куќа која е пред распаѓање, а најлошото е што немаат како да се прехранат и да го поминат денот. Ацо Јованов е 60 годишен човек кој поголемиот дел од животот го минал во сиромаштија. Брзо му минуваат годините, но денот му бил вечен. Сепак во минатото, додека бил здрав, можел и да заработува, со тоа и да се прехранува, но најтешки му се последните години во кои ниту тој, ниту сопругата не се способни за работа, а минималната помош не е доволна ниту за лекарствата кои мораат да ги купат. Ацо пред многу години штом се вратил од војска ја жени Стојка, соседката која живеела две куќи под неговата. Очигледна е и големата љубов што ми покрај сите перипетии остануваат заедно сиве овие години. Од таа љубов имаат 4 деца. На тежок начин ги образува и прехранува. Доказ за тоа и куќата во која дошол домазет стара 101 година, во која тој не успеал ништо да реновира сите овие години во борба да се прехрани. Малку посилен дожд или снег, вели Ацо, и тој и Стојка заедно со синот Кристијан кој живее со нив ќе бидат подрушевени, зашто и покрај тоа што освен кревет, маса и стара комода, во оваа мала прашлива соба нема ништо друго, ниту стабилни ѕидови, ниту патос, ниту соодветен прозорец, ниту светлина. А така темно и разочарано се чувствуваат и сите кои живеат во овој дом, посебно младиот Кристијан кој поради здравствени причини останал без работа и сега не може повторно да се снајде. А неговата плата многу би му значила на овој семејство за да преживее. Денес со екипата сме во Мородвис, каде што уште едно 6-члено семејство живее тешко. Тие биле 6 члена. 2 од нив се омажени, а уште 4 члена живеат во трошна куќа и гладуваат. Денес ќе го запознаеме семејството на Ацо Јованов. Дојдовме во Мородвис, веројатно ова е куќата на Ацо Јованов. Да. Јас сум Оливера. Јас сум Ацо Јованов. Како сте? Како живеете? Живеем во случај, куќата ми распадна
Nema пари за лекови, ако можеш нещо помощ, не помогат. Ево, гледайте лековите. Овдека живеете во Овде оваа живеем. куќа? Кој живее се тука? Јас, съпругът и синот, най-малият. И најмалиот син? Да, Кристијан Јованов. А зошто е во ваква состојба куќата? Няма могуće, няма пари. Од што сте болни? Болен съм 5 години, имам удар добен. Вашата сопруга? И моята съпруга присъдна от тумор. И синот Кристијан е присъдна от кила. Ситуација присъдна, не може да работим. Сите тројца сте болни. Да. Па како одите на лекар? Лекар социјално, вземам 7300, нали са тия пари. Тие за ядење и за лекови. Само за тоа. Тука значи живеете. Ево видите. Но од сите страни гледам На тамата имам ушама, пече ми куките умете, падна ми. што се случува кога врне во вашата Кога върне доли собота. Во собота ви врне. Да, ставам ушама, ставам копи. Воспротивно? Да, ако взема нека стеке падне. Да ни тече. Куките падна 22, 101 година. 101 година е стара. Навистина е во лоша состојба. Сигурно и внатре не е ништо подобро. Видите, но. Значи е стоп. Гладо се обош, левите видите. Богонте собак са, где там седи ви тук. Каде што живеете? Каде живеете? Тук овако живеем. Тук живеем. Добар ден. Вие сте сопругата на Ацо, Оливера. Как кажеш? Стојка. Како живеете, Стојка? Тешко ли ви е? Да, Не повикавте, па дојдовме со екипата да видиме како е. Да. Како? Што се случува во оваа куќа? Како живеете? тешко. Тешко. Што ви е најтешко? Води нема ништо. Немате ништо. Не работите ништо? Не. Зошто? Зошто не работите? Па нема дека да работиме. Говори се сите. А и болни сте? Да, Тука ви поминува денот, тука ви поминува Да, животот. да. Темни се дедовите, гледам и тука некоја дупка. Там на джамото, паднал дождот. По дождот е паднат. Вие тават. Тавате. Ацо од дете ја знае својата сопруга Стојка. Не само што се од исто село туку и живееле, 3 куќи над нејзината. И можеби уште од дете развивал симпатии кон неа, но храброста да ја побара за жена ја добива дури подоцна. Па после таа одлука се преселува и во нејзината куќа каде останува до денес. Сепак имало и убави моменти на живот. Раѓање на 4 деца, нивно школување, работење и по нормални услови за прехранување. Кој до војско сум 4 години, ја одисам ја 2 години. Кој до војска за масија. Дел даваше вика дека зел. Tu zalake na patu, ja preko njega bilo ne zogorka. Vika ja se zabavikam, bili davаш ja ne, se masija. Ono sakаше татко и даваше, вика ja se bavikam. ни тука мајка ми од Бања, а тука дојде за татко ми. Од потеклото и од там. Добро, и они убаво живеа. Имаше од секаде пари, земјоделици има, работат там, овам. Исто и ние така бееме. Работеме. Кој ни вика, работеме, не откажуваме. Секој работи за пари. Останавте во оваа куќа иако Да. се омаживте. Да. Од каде ви е момчето? Од тука, од селото. Там, дето дека седе, у таа куќа он, преку 2 куќи. Од там он. Бевте соседи, комшии? Да. Ја работе, мислам, ко ми викнат негде да работам. Те на пипер, по такво кумпир, на вадење, плаќат ме. Пипер, аргатин. Береме пипер. Сабали дојдам вечер, си дом платат ме. Те тоа, аргатин. Мислам по тутун, аргатини. По цел месец работам, соберем ми си пари, купим си тоа. За јадење, храна, лепче. Тоа е тоа. Да купиш, да имаш, да јадеш. Тоа беше во минатото, кога можевте да најдете работа Да. и кога бевте здрава. А сега не можем. Кажувам си, ја не можем. Бевте срекни тогаш, млади, заљубени? Да, секни.
И како почнавте да го создавате семејството? Работевте? Беше полесно? Работи сега циганата тука. Кучино, 5 години това бокови. Дето ми се роди горан први. Да ми того бегали кукурито се. Пари. Сега нямам купатело. Няма се баним кукурито се баним. Това беше по-добър живот. Работа си имаше пари. Сточко идам дошъл, дома с жената не съм да ядем. От това, който е войска, работа се удари голата, не може вече. По-он се работеше, мислам, у шумарството. Стален беше тогава. Помина времето и готово, изкара го. Сезон, 6 месеца беше. Но он заболее, аз заболее и толкова. Имате деца? Имам 4. Како нив ги израснавте во тој период, кога беа мали? Тогава и имаше и затоа ги израснаме. Тогава имаше яка пара. Да. Он работеше мислам, у фирма. Имаше плата яка и издръжа израсна ми. И си млеко на децата взима, мислам, от тук от луѓе. Кравия млеко си купува. Месец дойде и платам си го, млекото. Така ни взима на версия. И тия луѓе чуват да вземат пари. То е така. Дойде месецът, дека взима плата, платам си го, вземам си млеко. И така ги издържа. Щом нарасна малко по-големи да разбират, там уйдоа. Израсна малко от школа, право там уйдоа. И почнаем да си работят и там си заседна. Не им правеа проблем, тогаш беа живи свекорот и свекрвата? Не, они се отдавна почина. Най-мало, той най-големиот син беше роден и они ко се почина. Во таа куќа кај свекорот кој живееше? Они живеа, свекор и свекрвата живеа. Они како се починаат, децата заседнаа у таа куќа. Моите деца. А мојна жени само оставија се со жена му. Сега тој живее во таа куќа и вие таму перете? Да, понапред беме таму, после ние си тука дојдоме, децата си останаа. Откако се ожени синот? Сепак останувањето без работа, годините што следат ќе направат ова семејство буквално да проси за леп. Кога децата пораснале, колку можеле помагале, плаќале сметки, но кирките се мажат, а синовите остануваат без работа. А капак на се и влошината здравствена состојба на Стојка, Ацо и синот Кристијан, кои само последната година повеќе биле во болници отколку дома. Кога почнавте тешко да живеете? Кога ви почна тешкиот живот? Децата кои израснаа, тога е малку тешок живот. Како се измъжија женските, стана тешко. Што ви е, Стојка? Па нема кој да не подржа децата со женија и така. Девојчињата. Мачки си мачки. Тоа. Што ви е на вас? Од што сте болен вие? Не, па бърки се бе на бедово. Сега тебе, ту дела да имам дела, ти не памам, сега нямам пари. Од после ударот ли не можеш да работиш? Не може да работи, а сега може да имам тежко. За морам се сърце ми забързи, не може. А полесна работа можеш? Па знам да ги работам. А предходно можеше да работиш? Па работи што дигам. 5 години ти циганата јадат бокове. И колку да удари не може мало да дума. Лежал кочени, съм дел в болница. Па ти 40 дена. И това пъти ми ги общината. Taj ще работи в почта. А Ван Шипо, у почта е укочи директор. Он ми даде пари от него. Да батам. И сега те ми стигат в глава да имам пари. Пътно бате ми щиби, ми стигат медо в болест. И стигам грот и не може да ядам. И инспеко бомго. И я още една разпеял. Taj от я, 4-5 дена да беше такова сте дал. И кой до, после он лекар там в Скопje, дое ми от кочино зелници. Кочино дом нервено. И до Скопje, кога се кава дом и спей. И рокови taj спей почна да ядам. Сега пиваме един спей тук, до миста. Taj спей ядо и усу не нарай. Не знам, ако се е тук, прачи кочини, викам нямам пари. Пусть това пием лекове за главата, гамамон. Тия са пчината 700 динара 100. Пием тук с 50 динара за носа пише ми.
Много дам газ. Ја дам преку 8.000 само за мене. Како давате 8.000 кога земате само 5.000 денари социјално? И па дето им дам нешто, ово нешто помогни ми. Онај месец, те ден ми они дава наредко бигам, сега неам. Болни сте вие, но болна е и сопругата. Болница му се обојте тумор, јас сум описан 2 пати описан. Исто кило описан се. 5 години се ждика, чина жулник имаше. Дето мали описан, големиот син описан. И он исто кило, не знам, како Кристијан. Жената може в тумор има, шекерот качен. 19,3 иде у Винца на лекар. Година. Вие парите ги давате само за лекови? Само за лекови. Мен докторката матичната откри. Ја не знае дека ќе тај случај ќе ми се случи. На мажо ми кажа дека сум имала тумор, ја се паѓа. Ништо не знае. Он откри, кажа на него да не ми тешко, да не се уплаша. И оперисам и малко, па друго е. Како тогаш патувавте Мородвис, Скопје? Кој ги подмируваше тогаш долговите? Децата трчат, помагат, дават на мажо ми пари да дојде кај мене. Девојчињата работеат. Дадат на него пари, дојде. Девојчињата и они. Машките и они доаѓа. 2 месеца там бе. Веројатно сега сте малку подобра, но... Да, ама лувам па со срцето сега. Аз се изнервирам, срцето ми забрзо. И притечокот ми се качува. Многу ми високо, лошо ми паѓа. Зашто се нервирате, Стојка? Пошто нема. А што ви фали? Што немате? Комај се, храна нема, леп нема. Ако има некој динар да го купиш лево, храна да купиш, зејтин да купиш. Тоа е. Но дето нешто тука преку матичното откочни, поможа нешто со храна, урича беше донесувamo, бобче, леќе, со тоа прокараме компир. Со тоа прокарам. Матичното му испратила. Донесуваме 5 кила зејтините, така прекара неко месец. И матичната го жалила, оти не работе никаде да делам. Те тоа готва. Ориз, боб, лекичка, компир, те тоа. Конзерви, леки, уа, паштет, риби му да делат, тоа. Извадаме од фрижера, апнуваме. Што да правим? Те години сме си никој, така живееше. Како живеевте без пари? И те години така, ма ние му само тражам. Ма ти мецам šta ги дават ми, тоа ми дија, па едем измеца, па земам некој дјар. Помагат ми. И години станато там, да ти меца плачам, дават ми. Плачете? Ја плачам там, бегаш видиш тај Бојан директор. Паши. Видите ги давате парите само за апчиња, како се прехранувате ако не ви дадат донација? Значи, ако ми дадат, ако не ги трпам, што ги правам. Трпите ли? Па, ако болни, нека ги купам леп, ако не, нема шо. Дечко беам неки 10 маја по 10 дена леп тома. Па кој ќе дава леп? Така се знал деца. Деца всеки се знал. Така. Ома за јас дават ми пари од тие пари. Дето додека работеше, помагаше ни, даваше ни пари. По 1000 динара, по 1500. Чуваме, купуваме по нешто. Тоа не мало во, не мало купиш. Прокараш месец. А сега? А сега е тежко. Тежко е. Сега не работи, Кристи? Никаде не работи. Зошто не работи? Па нема, тражи, не може да најде. Не може да најде работа? Не може. А би сакал да работи? Да. Ја да сум здрава, да не сум оперирана. Ја немам мака, ја ќе си работам негде. Дека ми викнат, ќе работам. Физичка работа, чистачка. Ќе работам. Тоа не е срамота. Да имаш некој динар, да го прекараш живото. Што му е него? Не, па шо? Удар добива. Сега не може да збори убаво.
И оди на терапия за шлип. Вчера оди матичната му речела, Ацо трябва да идиш за шлип. Докторки, защо да идам? С авто, там ще ми прилят, не можеш без пари. Всекъде пари трябва. Сликали му главата, цеде, не знам колко пари му взема. Взема ли му, не знам. Уай, оди. На 16 ли? Оди. Вика, децата ти помагат. Кои деца, вика, докторки ти помагат? Немат и они. Сега не може да најде работа. Поблизо на Ласински присага. 32 ще пати. Там ти не е сигурен. Што му е на Кристијан? Он беше килописа. Само нещо кокочени. После обаче не била успешна. Неко нещо му била забиткана. И описала го у Скопje Ласински. А сега како е Кристијан? И така. Малко работи, не сме много да работи. Заболи го то операцията и не сме много да работи. Трябваше работа, физическа работа. Мисля да мете, да чисте нещо. Те такви работи. Ама те оди всеки ден не може да найде. По-напред детството додека не беше супер. Оно имаме на магаренце, иде нагоре, донесе ни товар. И сечеше. Бърндръвата не ги купуваме. И то ако го купиме. Покрај честото гладување, овој човек нема ниту соодветни услови во старата куќа. Кирките вели, тој чувствува дека се срамат за да дојдат кај него на гости, ама и денот им минува тешко во ваков дом во кој освен маса, кревет и еден телевизор нема ништо друго. А и да има, се е старо и дотрајано уште од времето на нивните предци. Затоа, единствената желба му е подостоинствен дом за синот кој не би се срамел утре да донесе и невеста дома. Ставаме в Англии, мушами ставаме, за да не натопе. Ако не натопе, падна, се е живо. Ако нема, добро, што нема јака снег, ујдоме. Стоя натопе и ујдоме, всеки пат. Нема ништо подновено, се на тоа време. Како е мажо ми дојде, ништо не е подновено. Гледаме за храна да има, да имаш. Нямам ни купатело. Би купател си баня, ни купател, нямам нищо. Голица баня. Тежко. Таа помалата сега, скоро што се мъжи, она доваѓа со зето. А онаа по-големата, таа што има детенце од Австрия, срам ја не може да дое. Горе ке брати иде у таа куќа. Још колко години, 5-6 години, мажина не е дојдела тука. Срам ја. Тај зето е малку по-учен, и таа ќерка по-многу усетлива не доваѓа. Срам ја. Вика, у шо ќе дојдам? Вика, шаторите са поорни колку куќата. Па таа за куќата, за тоа највеќе ни желба. Што на куќата? Па да се покрие. Ева да се направи още по-среќна, ќе бидам по-нешто. Ќе се усеќам добра, малко од малко. Не ќе така да бидам. Сега съм стегна тажна. Прави куките се направи нещо помощ, да купим леко, да јадам или че не е живот. Никогаш немојте да се оптоварувате со тоа што рекле луѓето за вас. Имајте своја приказна и испишувајте ја паметно. Будилки нека ви бидат само оние кои се вистински ликови во таа приказна и кои ви поделе рака кога ви била потребна и кои ќе останат такви дури и кога ќе паднете или кога ќе бидете на врвот. Зашто сите ние сме на некој начин вокал, само што многумина од нас гледаат во звездите. Уште едно семејство кое живее тешко денес ќе видиме во Срце на дланка. Тоа се Сузана и незината ќерка Марија, која самоухрано ја гледа и едва и преживуваат. Тие навистина тешко живеат и неизбежно беше да го стават своето срце на дланка.
Постојат многу силни жени кои не ги знаеме и не ги познаваме, а се прекрасно мајчински настроени. Дури и по цена залчето леп да го дадат на своето дете, тие сакаат да останат невидливи. Може би невидлива за јавноста ќе останеше и Сузана Тачева од село Ораувица Радовиш, доколку не го посекуваше најдоброто на својата 12-годишна ќерка Марија. Од 6 години таа самоохрано ја расте со минимален месечен приход. Имало месеци кога живееле буквално и без средства. Гладни, во една соба, без бања, без купатило, што немаат храна за сите денови од месецот, што ниту еднаш во годината не можат да се дозволат нова облека, што Марија мора да ги носи тесните патеки од лани и да крие од мајка си дека се е во ред, само за да не ја растажи повеќе. А болката ќе ја трпи и дома и на училиште. За несреќа, Сузана е жена со здравствени проблеми, ќе рече таа, па не е способна ниту да работи, иако е благодарна на хуманите луѓе. Сепак не ја крие болката што дури ни после 33 години не успеала да купи ново тенџере, па истото го користи за секаква намена. Затоа сакаше да излезе од невидливоста и да го раскаже проблемот на јавноста. Секогаш е тежок животот на самохран родител, посебно кога тоа е социјален случај, кога зима минимални средства со кои не може да преживее. Токму таков е животот на Сузана Тачева од село Ораувица Радовишко, која ќе ви ја представиме денес во Срце на длан. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на длан. Не повикавте да дојдеме да се запознаеме и да ни ја раскажете вашата животна сторија. Што се случува со вас, Сузана? Како живеете? И како ја, знаеш, кој живееме? Сами двете со Марија, Сами сте? сами. Во една Зошто соба. сте сами? И па маш ми се почина и така. Две сами. Ја, во една соба. Оваа куќа чива е? Таа е на маш ми беше. Сега на мене и на Марија треба да биде. Ама не е среден. Не би се средени и тие имот направени? Да. Зошто не ги средите? Им нема пари. Немате пари Треба за многу пари. адвокат? Им адвокат, нотари, тие работи, се треба. Ја куќа бакча се. Купатило немаме. Во една соба живееме. Зашто немате копатило? И па нема пари, нема могуćност. Ниту тоа не сте го направили? Не, Да немате ниту патос? нема. Колку години бевте во брак со вашиот сопруг? Е па 30 и 2-3. Ова е таа соба во која Да. живеете. Здраво? Здраво. Јас сум Оливера. Јас сум Марија. Сузана, гледам имате којна, кревет, тие вие ли ги купивте? Не. Тие не се од текот од синдикатот полицијата. Од Вики, од ДДБЧ. Сите ви се кујната, донации. И кревето, и ламенато, и кујната, се. Тоа е направено последниот период. Да. До тогаш живеевте и без тоа. Без тоа живееме. Понка стаа чешма. И немаме ни кујна ни ништо. Надвор миевте целиот живот. Да. Сигурно ви беше навистина мачно, тешко. Мачно беше, ама што да правим? Со што живеете? Со што? Им беше сипал 6 и 400 зим социјално и така. А со 6 гледале се, со 100 евра гледале се и за мене, и за дете, и да го школувам, и да го влача парки, тебе, се треба. А згора на тоа и треба да платите сметки. Да. Струја, вода, телефон, Како би го интернет, кабловска, се. Како би го опишале животот во неколку збора? Тешко. Купатило немаме. Тоа ви е веројатно во моментов најголемиот проблем. Да. Тоа значи дека тука се бањате? Тука у коридор. Потеклото на Сузана е од село Смиланци. Можеби најголемата грешка во животот е прераното влегување во брак на само 17 години со човек што, како ќе рече таа, не се ни трудел да ја обезбеди многу. Како млада многу работела. На нива со тутун некако го вадела леботно, не била среќна зашто цели 20 години го немала најубавото нешто – рожбата и поколението. За среќа Господ пред 12 години ја подарува Марија, која на своји 6 години дознава дека го губи таткото. Од Смиленци, тоа е од подеш нагоре, планинско село. Е, па дома, ка си бех, добро беше. Родители имах си, сестра, крави, овци, се чуваа. А като додех за машме, он не работеше, пиеше само и ништо.
Колку години се омаживте? На 17,5. Оваа куќа, која правеше? Свекоро и свекрвата и деверо и машмика са били заедница. И после деверо се женил по-напред, не знам колко години по-напред, после не женим и они са от тази страна, ние сме си от тук. Сеем под бдека тутун и он пие, некош иде на тутун, некош не иде. И ще изкараме тутун, после доќане што пишеме зајавење за пиење и дадеме го тутун и па нема. И не бива, дека ќе напреднеш. Така ги поминавте првите 20 години. Да. Последниве 10 години живеете повторно тешко, а згора на тоа и без сопруг. Што се случи со него? Ево, он пиеше и разболе се. Доби еднаш удар, после още еднаш и толку и болница умре, още и толку. Колкава беше Марија? Марија колко е била? 6 годинки ли е била? Се сеќавам на татко. Живеевме сиромашно. Што значи тоа сиромашно да се живее, Марија? И па да немаш услови, ништо што посакаш да имаш. Сигурно ќе беше се поинако да беше. По моје мислење ќе беше се исто. Вака како што сега живеете? Да. Зошто? Па татко ми се ја тепеше мама. Се сеќаваш на тоа, на тие моменти? Да. Не беше многу мало тогаш. Да. И не можев да одбрана мама. Но Господ веднаш по склучувањето на бракот не ви даде деца? Не. Кога ја добивте Марија? Марија по 22 години. По 22 години брак? Да. Може би од целата ситуација таа ви е најсветлата точка во животот. Да. Само она ми го на мене продолжи живот. Што има, со неа делиме. Сега ако не е детето, и сама ќе сам јазик. Марија ви е се во животот. Да. Сега сте сами и ти си центарот на светот на мајка ти, веројатно и таа твојот. Да. Сигурно премногу ја сакаш. Да. Иако понекогаш нема да ти обезбеди за секоја твоја желба. Да, јас се разбирам, мама. Што ја разбираш? Оти не може да ми возможи сите мајки што може на децата. За жал и покрај среќата да стане мајка на Марија, сепак Сузана е несрекна бидејќи не е способна да ја возможи живот каков што заслужува секое дете зашто не е способна да се вработи бидејќи имала сериозни здравствени проблеми, вели таа. А најтешко е што немаат основни услови за живот бидејќи овие мајка и ќерка живеат во една соба во која до неодамна немало ништо, а често биле принудени да бидат и гладни. Пред месеци поснимаваме од главата у Струмица и сега докторката не дојде тука. Седото не ми е отворено. 3 месеца сам без запчиња. А јас сам жена со удар. Може да падне некаде. И звоник на батичната, вика да ти дам упот да идиш за Струмица. И јас тогава одих 2 пати за Струмица. За такси ли да дам пари или за такво. И така сум. Немате пари да отидете на лекар? И па немам. Оти од удар ја. Тие 3 прста. Тука нерво ми откажа. Тука ме боли главата. Тука ногата. А пи од короната кога преживеах, ич немам сила. Сега благодаря се така што се движа, не. Што не сам легнала у крева, ама па нема сила. Ајде сега тутун. Нямаме ниви, нямаме ништо. Тук имаш еден Димче Петров,
Сега председател на местната заедница, он у полицията работеше, сега у пензия. И питали го от полицията некой да подарат за нова година. И он кажал за мене. И работите, дойдя тук, видя, я като сега више сте дойдели. Видя каучо, беше стар. Донесала ми го първо каучо от полицията. После ламенато го наместия. После поръчали куйна. Куйна поръчали, направил от подръчен майстор. И това се от них. А како беше предходно, кога Предходно- овие се сега работи донесени? Предходно я така беше. Като шпорто шо ми е, масата гледаш стара ми е и стол чиня я таквия 3 бяа, с украшия се. И вонка я. Та маса беше, тук да си тураме лепчето, телевизор стоеше на нея. Така беше. И това тук се е от них. Вие имате само оваа соба со мајка ти? Да, Тука и спиете, и јадете, и функционирате. да, Тука и се бањате. да. Зошто тука се бањате? Па нямаме, мама няма можности да направи купателко. Тук беше от столе само ти писони имаше и бяхме селани носите. Ти студеше на нозете постојано. Да, Сега веројатно ти е подобро и потопло. да. Я сега терам и мамо куп пати. Викам, чека първо струята да платим или водата. А на школа оди. Трябва да има и дреи, и пати, и се. Ай, за чизми нема това зиме снег. Една другарка даде и чизми не купуваме вече, ама пати аз сам мора да й купа. А отдека да й купа? Що ще се ледати? Мамо вика не плачи. А вас ви доаѓа понекогаш? Ето доваѓа ми, што да правя? Купотера мамо купи да речем мандарини, банани, ја ти не е она, сокове редко пие. И што да правя јас? Ка немам? И каже и нема. Кој има некој денар, купи. Велите имало месеци кога со 80 динари сте го гледале детето. А у нотаро, кој идех јас за качета што ја дадох тука таквото, 6.000 точно дадох ги и 80 динара у портофело имах, кога си дојдех јас тука дома. Нама, ја од барчетката терам пари, от у Радовиш има там кафаната, гадата шо е на кафаната, Пратешка се вика кафаната, от него. Он до сега не ме е оставил, он ще вика, аз теб без лепченето оставам. И викам, Ваня, трябва да ми пари, Ваня се вика. И от него, до ден денески от него терам пари. Що да правя? И аз имам матя, имам сестра, ама не ме помага. Уподареш. Останатите роднини од страната на супругот, соседите ви помагаат ли? Бърчедите ми помагаат тук. Защото викам я, тук беше тая страна, бърчетката, и бърчедо, лани дръва ми цъпи се помага. 6000 динари рековте земате социјално. 6400 толкова. За детето нешто земате ли? За детето за 3 месеца. По 2300. Я като са дръва купих, струя наплатено, вода наплатено, телефон, що да правя? А мора дръва да купа. А кога ти треба облека, патики, нешто за на училиште, тогаш како мајка ти се снаоѓа? Па некогаш ми купува, ама некогаш со тоа што го имам го носам. Ми посакала и чоколади, и смоки. Ама Зошто нема? нема мама пари за да ми купи. Сега за мен и да нема дома, за нея мора да има у школата. Сите деца носат ядење, нея мора да носи. Еми, сок ка има, ти однесе, ака нема, не носи, вода однесе. Сигурно ви е мачно и вас, а посебно на неа. Не би, сега она с другарките, ка се дружи и сега гледа и купатела, и мая сега, ама няма могушност јас од дека. А што им бараш на мама?
Па тоа што го имаат и другите деца и јас сакам исто така. Што имаат твоите другарки? Што тебе ти фали? Па они имаат се. Јас сум многу поразлична од нив. Што мислиш дека тебе ти фали? Пошто се разликуваш од нив? По они имат соби. Јас живеам тука со мама сама. Мислам, со мама и двете живееме у една соба. А за на училишта? Ти треба ли нешто? Ми треба цеха патиките. Ми мална веќе, ама морам да ги носам, мама не може што да ми купи нови патики. Кога си дојдам дома, се ме болат прстите, ама И кажа на мајката. не. А ти неќем да се расташ. Ми треба облека. Тие луѓе што ми дават само тоа го носам. Никогаш не си отишла во продавница да си купиш нешто ново? Сега само нова година, рите што си ги зберав, мама ме однесе да си купам. Што си купија? Си купив тренарки. Другарките носат фарварки, кожени палтина, ама јас го немам тоа. Или те немате купатило тогаш како се бањате, каде? У корито, тука. Цел живот така? Да. Лошо е. Во леген, во лонец греме вода. Се бајнам во корито и двете со мама. Има соба, ја. Таа соба, ама нема джам, не е бетонирана, многу работа има багаж у неа, нема оджак. И затоа викам таа ту за сад да се спрема и купатилото. Ја го фриждером малечок, ама нема ни замрзнувач. Едно да земеш едно се урда, што се вика, и да стои и се разсипе. Фриждер, телевизор, тие работи. Просмукалка, пегла, тие работи, нямам ништо ја такви работи. Не успеавте да купите? Не, одека ти купа. Одека ти купа. За такова што правиме манџа, едно маленко тенџерци, това ми е од свадбата, 33 години. Не успеавте нито тенџерче да купите? Не. Мама баш не може да ми сготви. И јас се помалку учам да си готвам сама. Во едно тенџере се. И пражиме и јадеме. И за това имам мака. Треба документи, треба одење, а немам пари и треба да се местото ја дека доле беа жените дека седееме ние, догоре бакчата и на Дебро и на мен на Република Македонија. И тоа треба многу пари да се заврши и утре другин да остане на детето моје и на неговите дете. А одека да најде јас толку пари? Секој убав живот го има оној стар добар вкус, на доверба, на искреност, на топлина, каде човекот на човека е важен и значаен. Сепак многу работи се сменија и животот ја изгуби својата смисла. Кога секој се собере и одземе, секој заврши со ставот: се откажувам, но има надеж, зашто секој убав живот го има оној ист добар вкус на топлина, искреност и доверба. Само треба да се избориме за да го живееме таков. Своевремено Виктор Иго ќе напише: месечината мора да исчезне, а сонцето мора да светне.
Мора да светне и сонцето за двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка. Мора да им помогнеме бидејќи тоа го можат само со наша помош. Да им помогнеме да живеат подобро, затоа што нашето малку некому може да значи се. Ацо Јованов е 60 годишен човек кој поголемиот дел од животот го минал во сиромаштија. Брзо му минуваат годините, но денот му бил вечен. Сепак во минатото, додека бил здрав, можел и да заработува, со тоа и да се прехранува, но најтешки му се последните години во кои ниту тој, ниту сопругата не се способни за работа, а минималната помош не е доволна ниту за лекарствата кои мораат да ги купат. Ацо пред многу години штом се вратил од војска ја жени Стојка, соседката која живеела 2 куќи под неговата. Очигледна е и големата љубов што ми покрај сите перипетии остануваат заедно сиве овие години. Од таа љубов имаат 4 деца. На тежок начин ги образува и прехранува. Доказ за тоа е и куќата во која дошол домазет стара 101 година, во која тој не успеал ништо да реновира сите овие години во борба да се прехрани. Малку посилен дожд или снег, вели Ацо, и тој и Стојка заедно со синот Кристијан кој живее со нив ќе бидат подрошевени. Зашто и покрај тоа што освен кревет, маса и стара комода, во оваа мала прашлива соба нема ништо друго. Ниту стабилни ѕидови, ниту патос, ниту соодветен прозорец, ниту светлина. А така темно и разочарано се чувствуваат и сите кои живеат во овој дом. Посебно младиот Кристијан кој поради здравствени причини останал без работа и сега не може повторно да се снајде. А неговата плата многу би му значила на ова семејство за да преживее. Денес со екипата сме во Мородвис, каде што уште едно 6-члено семејство живее тешко. Тие биле 6 члена. 2 од нив се омажени, а уште 4 члена живеат во трошна куќа и гладуваат. Денес ќе го запознаеме семејството на Ацо Јованов. Дојдовме во Мородвис, веројатно ова е куќата на Ацо Јованов. Да. Јас сум Оливера. Јас сум Ацо Јованов. Како сте? Како живеете? Живеем во лош случај. Куќите ми распаднаа, нема пари за лекови, ако може нешто помош не помогат. Ево, гледате како куќите. Овдека живеете во Овде оваа живеем. куќа? Кој живее се тука? Јас, супругот и синот, најмалиот. И најмалиот син? Да, Кристијан Јованов. А зошто е во ваква состојба куќата? Нема могуćност, нема пари. Од што сте болни? Болен сум 5 години, имам удар добиен. Вашата сопруга? Мојата сопруга е описана од тумор и синот Кристијан е описана од кила. Сите е описани, не може да работам. Сите тројца сте болни. Да. Па како одите на лекар? Нека социјално, земам 7300 dinara со тие пари. Тие за јадење и за лекови. Само за тоа? Тука, значи, живеете. Ево, гледате. Но од сите страни гледам... На таму ти имам ушама, пече ми куќите, умете, падна ми. Што се случува кога врне во вашата Кога куќа? врнем доли собота. Во собота ви врне? Ај, ставам ушама, ставам копи. Воспротивно? Да, ако земам некој стеке падне. Да не тече. Куќите падна 22, 101 година. 101 година е стара. Навистина е во лоша состојба. Сигурно и внатре не е ништо подобро. Видите, лом. Значи е стоп. Горе со може да видите. Богонте собака са, где таму, седи ви прав тука. Каде што живеете? Каде живеете? Тука овако ги. Тука живееме. Добар ден. Вие сте сопругата на Ацо, Оливера. Кај кажа? Стојка. Како живеете, Стојка? Тешко ли ви е? Да. Не повикавте, па дојдовме со екипата да видиме како е. Да. Како? Што се случува во оваа куќа? Како живеете? Тешко. Тешко. Што ви е најтешко? Оти нема ништо. Немате ништо. Не работите ништо? Не. Зошто? Зошто не работите? Па нема дека да работиме. Волни се сите. А и болни сте? Да. Тука ви поминува денот, тука ви поминува Да, животот. да. Темни се дедовите, гледам и тука некоја дупка. Там на джамото, па на дождот. Од дождот е паднат. Ја таму. Таму.
Постојат многу силни жени кои не ги знаеме и не ги познаваме, а се прекрасно мајчински настроени. Дури и по цена залчето леп да го дадат на своето дете, тие сакаат да останат невидливи. Може би невидлива за јавноста ќе останеше и Сузана Тачева од село Ораовица Радовиш, доколку не го посакуваше најдоброто на својата 12-годишна ќерка Марија. Од 6 години таа самоохрано ја расте со минимален месечен приход. Имало месеци кога живееле буквално и без средства. Гладни, во една соба, без бања, без купатило, што немаат храна за сите денови од месецот, што ниту еднаш во годината не можат да се дозволат нова облека, што Марија мора да ги носи тесните патеки од лани и да крие од мајка си дека се е во ред, само за да не ја растажи повеќе. А болката ќе ја трпи и дома и на училиште. За несреќа, Сузана е жена со здравствени проблеми, ќе рече таа, па не е способна ниту да работи, иако е благодарна на хуманите луѓе. Сепак не ја крие болката што дури ни после 33 години не успеала да купи ново тенџере, па истото го користи за секаква намена. Затоа сакаше да излезе од невидливоста и да го раскаже проблемот на јавноста. Кога е тежок животот на самохран родител, посебно кога тоа е социјален случај, кога зима минимални средства со кои не може да преживее. Токму таков е животот на Сузана Тачева од село Ораовица Радовишко, која ќе ви ја представиме денес во Срце на Бланк. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на Бланк. Не повикавте да дојдеме да се запознаеме и да ни ја раскажете вашата животна сторија. Што се случува со вас, Сузана? Како живеете? И како ја, знаеш, кој живееме? Сами двете со Марија. Сами сте? Сами. Во една Зошто соба. сте сами? И па маш ми се почина и така. Две сами. Ја, во една соба. Оваа куќа чива е? Таа е на маш ми беше. Сега на мене и на Марија треба да биде. Ама не е среден. Не ви се средени и тие имот направени? Да. Зошто не ги средите? Им нема пари. Немате пари Треба за многу пари. адвокат? Им адвокат, нотари, тие работи, се треба. Ја куќа бакча се. Купатило немаме. Во една соба живееме. Зашто немате купатило? И па нема пари, нема могуćност. Ниту тоа не сте го направили? Не, Да немате ниту патос? нема. Колку години бевте во брак со вашиот сопруг? Па 30 и 2-3. Ова е таа соба во која Да. живеете. Здраво? Здраво. Јас сум Оливера. Јас сум Марија. Сузана, гледам имате кујна, кревет, тие вие ли ги купивте? Не. Тие не се од текот од синдикатот полицијата. Од Вики, од ДДБРЧ. Сите ви се донации. И кревето, и ламенато, и кујната, се. Тоа е направено последниот период. Да. До тогаш живеевте и без тоа. Без тоа живееме. Понка стаа чешма. И немаме ни кујна ни ништо. Надвор миевте целиот живот. Да. Сигурно ви беше навистина мачно, тешко. Мачно беше, ама што да правим? Со што живеете? Со што? Им беше сипал 6.400 зим социјално и така. А со 6 гледале се, со 100 евра гледале се и за мене, и за дете, и да го школувам, и да го влача парки, тебе, се треба. А згора на тоа и треба да платите сметки. Да. Струја, вода, телефон, Како би го интернет, каблска, се. Како би го опишале животот во неколку збора? Тешко. Купатило немаме. Тоа ви е веројатно во моментов најголемиот проблем. Да. Тоа значи дека тука се бањата? Тука у коридор.